Благодарам. Колега Ацевски, вака сега да разчистиме некои работи, бидејќи не ви беше јасно дали ние поддржуваме вакви мерки или не поддржуваме. Рековте доколку ВМРО ДПМН дојде на власт, дали ќе го продолжи овој буџет или ќе преземе одредени мерки. Сега вака да ви кажам. ВМРО ДПМН ќе дојде на власт на 12 април, свесни сте и вие. Во однос на вашата користење на фразата инвестираме во човечки капитал, да не ве навредам, мислам дека во најмала рака ова е некоректно. Значи да не употребам друг збор. Затоа што инвестициите во човечки капитал, колега Ацевски, се долгорочни, даваат ефект на долг рок, не на краток рок. Тоа се инвестиции во образование, тоа е подобрувањето на здравствената заштита, инвестиции во рамките на сами предпријатија за стекнување на квалификација од страна лица кои што работат таму, нови вештини. И тоа е тоа. Во однос на невработеност, сосема на кратко, на ниво на држава, бидејќи на Штип спомнав претходно. 2017 година невработени 104.958. 2019, кога многу вработувате, имате невработени 105, само да ја завршам мислата, 105.658 или 700 луѓе помалку, повеќе невработени 2019 отколку 2017 година. 8% е тоа. Доколку ги тргнеме сите оние вработувања кои што ги имате партиски во администрацијата, знаете колкава бројка е? Затоа што добро запнавте, меѓутоа само на партиски војници во администрација. Благодарам.